Благодарам, подпредседателе. Мојата процедурална забелешка се однесува на членот 91 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, кој што вели дека за одржување на редот на седницата се грижи председателот на Собрание, во случај тоа сте вие, а за повреда на редот на седницата председателот може да го опомене и да му одземе зборот на пратеникот. Во случајов овде имавме говорник кој што е соодветен како повикан за точката која што е на дневен ред, а вие не сте председател, туку подпредседател, така да и тоа како имавте можност да го опомените председателот на регулаторна комисија за енергетика, веќе втор пат е ова, не знам до каде ќе стасаме кога ќе стигнеме до 14-тиот пријавен за збор. Истата ова нервоза кај председателот на РК се гледаше и на комисијата за економија, но тогаш до него стоеше председателот на комисија, кој што во добар дел се обидуваше да го смири неговото нервозно реагирање. Аз не знам што очекува председател на регулаторна комисија од пратеници на опозиција со ваквиот однос, но морам да му пренесам дека овде ниту прст треба да се дига, ниту пак да се споменува партијата на која што ние припаѓаме, бидејќи на ваков начин вие само докажувате дека вие не сте независен председател на регулаторна комисија за енергетика, туку и тоа како сте зависен, а тоа на дело го покажавте, искажувајќи го јавно вашиот револт кон ВМРО ДПМН. Наместо уште тогаш вашиот прст кој што денес го упативте кон нас, да го упатите овде на вашето чело и да се замислите зошто ВМРО ДПМН пред година и половина излегло на протест пред вашата институција да реагира и да најави дека до ова ќе дојде, и вие уште сега го обвинувате ВМРО ДПМН. Значи докажавте дека сте не независен, туку зависен председател на една комисија која што овде ова собрание ја бира. Во една претходна реплика кон колешка кажавте дека ние не можеме нешто да разбереме. Уште една навреда кон нас како пратеници на која што подпредседателот не реагираше, очекував да реагира. И многу добро се трудев да бидам смирена, иако верувајте, можеби тоа вие и целта од нас да извлечете без нервоза, вулгарности, безобразности. Затоа нема да бидам безобразна како вас. Ви кажав дека прстот кој што го вперивте кон нас, најпрво треба да го ставите на вашето чело. Ако зборувам со вашиот речник, ќе ви кажев и на друго место каде можевте да го ставите вашиот прст. Благодарам. Контрреплика.